На мини свеченост со почитување на мерките за заштита од COVID-19, подрачната библиотека во населбата Оризари ги прогласи најдобрите читатели за 2019 година. Избрани најдобрите од категорија млади и категорија возрастни. Прогласувањето на најдобрите се одржа во рамки на одбележувањето на 23 април, Светскиот ден на поезијата и авторското право, чие одбележување годинава изостана поради пандемијата. Учениците од основното училиште Крсте Петков Мисирков пак, заедно со библиотеката, преку работилница го одбележаа и 22 декември, денот на раѓањето на основоположникот на македонската современа поезија Кочо Рацин. Ние, за да ја збогатиме програмата за доделување на најдобар читател, направивме работилница под наслов Рациновата поезија низ годините. Во работилницата учествуваа ученици од основното училиште Крсте Петков Мисирков. Работилницата траеше 2 дена. Најпрво истражувавме за животот и делото на Кочо Рацин, а потоа го оставивме тоа на 2 паноа, кои што ќе ги подариме на основното училиште, кои што се надеваме дека ќе им служат на учениците откако ќе се вратат во училишните клупи. Најдобар читател оваа година во категорија возрастни е Петре Стаменков, а во категорија деца е Кристина Иванова, ученик во 6-то оделение во основното училиште Крсте Петков Мисирков. Јас од се срце на нив им честитам и посакувам да продолжат со тоа темпо и мислам дека тие ја избраа најдобрата забава во време на пандемија, читање книги. За време на пандемијата јас читав книги и ми беше интересно да читам книги. Повеќе сакам да читам забавни книги со игри и така. И во иднина ќе продолжам да читам книги. Жанрове се. Што е добро и содржински супер, све читам, све. Што им препорачувате на другите читатели? Па, кој има волја, како мене, да се чита. Да, слично како на филм, али тука е опширно. На книгата е опширно, по-добро е. Најдобрите читатели библиотеката ги избираше според определени критериуми, меѓу кои најважни беа бројот на прочитани книги, како и редовноста на враќање на истите. На најдобрите библиотеката им додели награди и дипломи.